Драстично опаѓа бројот на заболени од грип. Според најновите податоци од Институтот за јавно здравје, минатата недела биле пријавени 563 случаи на грип, споредбено со последната недела од декември, кога за една седмица беа пријавени околу 9500 лица со симптоми на оваа болест. Но според епидемиолозите ова не значи дека може да се прогласи крај на сезоната на грип. Веројатно, пак велам, и самата состојба со климата, ладниот бран кој не зафати, а сепак верувам дека тоа сепак позитивно делува. Меѓутоа, велам, очекуваме почна школската година. Сега ќе имаме веќе колективното мешање на децата, така да го наречаме поголемо во класовите, и ќе видиме како ќе биде ситуацијата. Меѓутоа, нешто екстремно не очекувам да се деси во овој период кој следи. Макар да велам, кај нас активноста на вирусот на грип е најголема во месец февруари. Петта недела сме од сезоната, а сезоната на грипот трае до 20-та недела, некаде до крајот на април. Не се исклучува нов бран и пораст на бројот на заболени. Колкав ќе биде интензитетот на тој бран, многу е тешко да се прогнозира. Епидемиолозите велат за брзо опаѓање на бројот на заболени придонесе и продолжениот зимски распуст на учениците. Најголем дел од заболените изминатава недела се пациенти на возраст од 15 до 64 години. Најмногу грипосани се регистрирани во Охрид, Прилеп, Струмица и Куманово. Осталата популација и децата кои што се најосетливи, тие треба прво да внимаваат на исхраната. Повеќе да внесуваат храна богата со витамин С. Ако тоа не им е во можност, тоа да се конзумира С витамин од 1000 милиграми дневно, затоа што само С витаминот делува на најдобро на клетките, ги заштитува од напад не само на вируси, туку и на бактерии. Тоа е под број 1 и под број 2, што е малку потешко за реализација, да се намалат контактите во овие зимски месеци, посебно кога имаме многу голем број на заболени во овој период, што мислам дека е малку потешко за изведување. Меѓутоа, сепак да се намалат контактите. Од почетокот на сезоната од грип се разболеле околу 33.500 граѓани, а 2 деца на возраст од 3 и 4 години починаа од компликации предизвикани од вирусот.